Другари и другарки, ако гледате Палма, не се најдуваме никаде покрај море, сме во центарот на Прилеп, кај камената бина, од нула до култура, сезона 3, епизода 6. Не знам дека е предпоследна, барем официјално најавена сега. За сега ни предстои уште еден концерт после овај. Дали ќе ни изненадат од нешто плюс, ако се појави некој бенд од организаторите велат добре, дојдени се. Со нас денеска No Cigarettes. Здраво, момци. Здраво. Здраво, живо. Здраво. Ај прво ни се представите со инструмент. Филип Силјановски, лид гитара. Не мора и презими, нема. Лука Марковски и јас сум лид вокал. Вања, бас гитара. Даме Тапани. Другари, да го почнеме муабетов со тоа што некако ми се изгубивте некаде, не можам да ве видам во периметар, шо е работава, да не работите нешто авторско, да не помалку време ви останува за свирење, а од каде почнеме, Вања? Па, отиде нема во периметаров. Во периметаров на Прилеп зборуваме? Па да. Во периметаров на Прилеп поредко не има. Првично ти на факултети сме голем дел од нас. Друго, поради тоа што имаме доста свирки на страна, Охрид, Струмица, натаму по Мотособир, и затоа најверојатно не нема овде во периметаров, а и ретко се случува работи ко овие настани од нула до култура и такви свирки локални. Значи, Мотособир свирите во последно време често. Ајде кажете какво е тоа чувство, пошто валјда ви е тоа нова приказка од ова година кај што почнувате, релативно млад бенд сте, како е чувството да се свири пред мотори? Дефинитивно е за мене ново чувство, има многу енергија, многу пометалска и порокерска енергија и многу ми е позабавно да свирам на моторџиски, лично. Дали целава приказка со моторџиски ве собери, сигурно моравте да ја научите мотори, и со тоа дојде сега ова лето да правите и трибют на Дивља јагоде. Дивља јагоде нас од почеток ни се, како да речем, како некој пример за тоа каков звук треба да вадим. Се пронајдовме како бенд, како инструменталисти и сето тоа што го прави Дивља јагоде. Односно инструменталки да додаваме во нашиот репертоар, а и многу од песните ни леже едноставно. И сега почна со нормално моторџиски свирки. Мотори ја научивме како што ја научивме, ни стана интересно и еве сме денеска со Дивља јагоде. Си имате и моторџи овде во бендов, Дамјан е тука, покрај тоа што свири Тапани, сака и мотори. Кажи ми ти како моторџија, како ги чувствуваш тие моторџиски свирки и пошто веќе свирите и трета година од нула до култура, што е повозбудливо? Нешто кое што
тие онака голема страст и го поврзуваш и свирењето и моторите да се тука, или нешто што се вика па и едукација на еден град со добра музика кој што реално во време кај што е преплавен со лоша музика? Па нормално е како моторџија ми е многу поинтересно и поубаво да свирам на моторџиски собори, се пронаоѓам повеќе и енергијата е многу поразлична на моторџиски настан. Значи овдека е културен настан и обично луѓето иде и само слуша и нема некоја енергија, кај моторџије има и шутки и такви работи и многу повеќе енергија. Значи вечера викај како лид вокал шутка. Мора да има шутки. Да има шутка. Вие кажете, ние се научивме така веќе без шутка свирка не смее да помине и така. А нешто кога да видов дека имате нешто авторско извадено? Поблиско минато? Да, ова година март, април месец отприлика излезе прва наша номера авторска Безнадежна се вика. И многу сме задоволни од незе како испадна, како една таква песна која што првично доста опишува за нечи живот и верувам дека секој може да се пронајде во незе и мислам дека целокупно опфативме во нашите тонои и како ние ги доживуваме инструментите и вокалните линии во таа песна. И може луѓето да ја очекува денеска на трибјутов дека и не се свириме. Сигурно ќе има слушната кој ќе гледа материјалов, оти ова е фактички иди како една најава, а и репортажа. Чудни интервјуа се овие, ама треба да остане едни убави записи вака да се документира случаите во Прилеп. Зошто Безнадежна? Вие сте млади дечки? Безнадежна името дојде според приказната која што сакавме да ја прикажеме. Значи и за тие што се Јасно, ама зошто таква приказна? Па пошто во песната според текстот, значи текстот не е под никој пример, никој не се пронајде во нас во песната, така е песната приказната, тоест на песната е дојдена од инспирација на Катерина Лашковска, која што е млада писателка, надежна. Сега името на песната Безнадежна иди заради тоа што во песната се работи за една безнадежна љубов, која што никако не може да се врати. И затоа дојде. Значи не е безнадежен живот, безнадежна, не знам, само љубов некоја беше. Ајде сега разбравме дека е Катерина автор на текстот, кој е автор на музиката? Автор на музиката е цел бенд. Значи, No Cigarettes музика, кај ја снимивте микс, мастер, ти работа ги пофалива луѓето? Микс мастер направи Томе Темелковски, поздрав до него. Фала многу што ни се најде, имавме одлична соработка со него. Инструментално ние си направивме песната, вокално исто ние. Се од нас излезено од наши прсти, од наши палици и од наши вокални жици. Значи комплетно прилепска екипа на песната. Комплет. Многу убаво друштво сте се собрали, планирате потаму да снимате уште албумче нешто на повидок? Апсолутно. Апсолутно. Веќе се работи нова авторска песна, така да во скоро време очекувајте. Ќе не викните да кој ќе ја промовирате? Обавезно. И да не викните, сами ќе се дојме. Такви сме ние. Другари, фала ви на муавето, сигурно ќе има супер журка вечерва, да се надеваме дека Прилепчани ќе излезе во поголем број. Убаво е време, се како што треба, па се гледаме во следна прилика. Ај, чао!
Teczki to leży od nas